Одгледувањето на растенија во садови е еден од најсоодветните и најпрактични начини за уредување и обликување на просторот со растенија. За сите оние пријатели на растенијата кои на располагање имаат многу мал и ограничен простор, ова е најприфатливиот можен начин на одгледување на растенија. Со векови растенијата се одгледувале во садови, бидејќи така можеле да се постават и таму каде што немало градинарска земја, например во поплочен двор, на балкон или во куќа. Растенијата се одгледуваат во садови и за да се истакне што е можно повеќе нивната убавина. Одредена карактеристика на одделно растение најлесно се истакнува кога ја одгледуваме во едноставен, речиси незабележителен сад, а неговиот општ изглед повеќе ќе го привлече вниманието ако е поставено во украсен сад. Одгледувањето растенија во садови овозможува и одгледување на оние видови кои не би можеле успешно да растат на постојана градинарска почва. Во традиционалните градинарски простори, растенијата се релативно статични украси, бидејќи најчесто можат да се преместуваат. Во таквите градини, садовите со украсни растенија може да ја имаат улогата на централно внимание, а може да послужат и за пополнување на празните простори во градината или во градинарските леи. Во градина што главно се состои од растенија во садови, многу е едноставно да се менува распоредот. Така, со дополнување или отстранување на растенијата, изгледот на градинарскиот простор може да се освежи, а и сосема да се промени. Одгледувањето на градини во садови може да биде формално и неформално. Овие два основни пристапи за обликување на градинарскиот простор важат не само за традиционалното одгледување растенија на отворено, туку и за она во садови. Формалниот стил се темели врз геометриски начела со поделба на просторот со урамнотежени, честопати симетрични облици и врз повторување на правилни растојанија. Неформалниот пристап има сосема малку геометриски обележја или воопшто ги нема, а елементите се распоредени без забележлива симетрија. Многу садови имаат правилни облици и се совршено погодни за формално обликување. Бидејќи повеќето растенија природно растат на неформален начин, можат да се употребат за прикривање на основните формални линии на садовите. Поради тоа, при распоредувањето на растенијата што се одгледуваат во садови, релативно едноставно е да се постигне неформален стил, исто како што може да се постигне и формален впечаток со начинот на садење, која нагласува правилноста на облиците на садовите. Втор начин на пристап кон неформалниот стил е употребата на садови на кои првобитната улога не им била за одгледување растенија, корита, мијалници, цевки од оџаци и слично. Одбирањето на садови е најчесто прашање на личниот вкус и на сваќањето на естетиката. Садот мора да содржи доволно количество земја, потребна за хранење на растенија, и од него мора да истекува вишок од вода. Одгледувањето на секој вид во посебен сад е многу практично, бидејќи земјата, залевањето и прихранувањето целосно може да се усогласат со потребите на растението. Кога повеќе растенија се многу блиску едни до други, тогаш контрастот и судирот на бои станува многу позабележителен. Затоа пожелно е да се изнајдат интересни комбинации врз основа на контрастот и на складот на боите. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.